Дај го мојот компјутер. Текстот е на Македонска искра, присуство на тајни друштва во Македонија и по формирање на јавно лице на масоните, евреите во Македонија и така натаму, ембарго од Грција, едно очигледно малку фашизоидна страница. Сега ќе видите. Вика, водителот на наша ТВ ги пропагира тајните организации, а во една прилика носи маичка со надпис Мосад, со што јавно ја рекламира ционистичката политика во Македонија. Ја имам маичка на која пишува Мосад и таа маичка се продава, јавно може да се купи, не е измислена. А дека ја рекламирам ционистичка политика, па ќе му давам на адвокатов мој да се забавлja цело лето. Чекај да видам кои се абдаливе. Која е страна? Македонска искра. Како го прават интервју? Нив ги боли затоа што, нели, застанав на страната против фашистите во Македонија и застанав, нели, го поздравив музеот на Холокаустот во Македонија. И добро. Ова е некои си, ова се најверојатно, ова се за нас, некои се, кои сте вие. Македонска искра е независен електронски сервис кој подготвува објективни темелни анализи на настани случувања поврзани со Македонија. Целта на Македонска искра е да го возможи на своите читатели интелигентен, поттикнувачки и критички преглед на македонската и странската политика од внатрешна гледна точка. Македонска искра ги покрива вестите кои обично се достапни во македонскиот печат во комбинација на директна анализа и искреност во карактеристиките Ова е некое комуњарче пикнато како тројански кој кој везе нема. Везе нема. Да. Овие што даваат $2 за стрито и за Чрчил. Ги најдоа непријателите на Македонија овдека. Зашто сум носел мајца Мосад? Какви дебили постојат, човече. Колку се осеќам добро кога ќе сретнеш кретен вако поставовите, овакви злобни и скомплексирани типови. Вау! Топ! Топ! Одма ми расте цена. Фала ви. Замисли да те испофалеа овие. Добро вечер!